Ниту оваа сезона на повидок нема најави за подобрување на состојбата со откупот на оризот, посебно во поглед на откупните цени на белиот ориз и на арпата во Кочанскиот регион. За сега се е постаро, земјоделците се во исчекување на некакво помрднување во позитива, а откупувачките капацитети кои ги истакнаа минатогодишните цени се надеваат оти ќе почнат да работат со полна парија. Сите откупни пунктове и преработувачки капацитети откупуваат ориз, али ориз откупуваат со незадоволителна цена према земјоделците. Значи тоа значи дека ветеното со повисоки цени на повисоки откупни цени на оризовата арпа се уште не е остварено. Земјоделците кои произведуваат ориз се надеваа на пристојни цени од околу 25 денари за килограм арпа и барем приближно до 50 денари за килограм бел ориз. Но на откупните места ги дочекува поинаква ситуација. Откупот е многу ефтин. Tego сега пишаја на мене Андреја оризо, пишарет 40 динара взимат тај, а она е 37, 36 и турскиот шо е. Арпата е да не зимат арпа. До душа 18 динара, 16, тука се движи. Поради таквата ситуација, земјоделците ги чуваат произведените количини, надевајќи се оти на почетокот од новата година можеби ќе има подобрување. Сепак, притиснати од неплатените обврски за трошоците во производството, дел од нив се принудени да продаваат и по цена што во моментот е актуелна на откупните места. Тоа е цена што не ги задоволува само производната цена на чинење, што не ги задоволува и оваа година, како и претходните, земјоделецот ќе работи, ако остане овака, едноставно само да ги покрие трошковите. Последната реколта, во која повторно имаше сериозно потфрлање во приносите, дополнително е загрозена со старите откупни цени, велат земјоделците. Повеќе од сигурно е оти тоа ќе влијае следната пролет да се зголеми бројот на квалитетни оризни ниви што ќе бидат оставени и необработени. За сега, единствена подкрепа на земјоделците до некаде можат да им бидат субвенциите од ресорното министерство, што за годинава се покачени за дополнителни 18.000 денари од хектар.